Здрава, дечиња. Јас сум воспитувач Еце од приватната детска градинка Little Me International Preschool. Денеска за вас имам едно многу голямо и важно прашање. Дали знаете што сакате да бидете кога ќе пораснете? Да погодам, да не сакате да бидете некој готвач славен или пак сакате во некој училиште да бидете некој чувар главен? Не, да не сакате да бидете некој сладкар што ќе ги прави најубавите сладки на светот, или пак сакате да бидете како пилотот да го почествувате летот? Не. Епа тогаш знам. Сакате да бидете како оваа учителка Еци. Да знаете, мене тоа воопшто не ми пречи. Напротив, многу ме радува, затоа што секоја учителка знаење подарува. Знам дека сте збунети, па затоа ќе ви раскажам една приказна каде што и самата Марија била збунета што ли ќе биде кога ќе порасне. Ајде да слушнеме сите заедно. Едно утро Марија се разбудила од длабок сон. Леле, сигурно сум спиела многу долго, штом сум волку гладна. Си ги изми рацете и запчињата, затоа што тоа треба да го правиме секое утро. Го облече незиниот омилен фустан и седна да појадува. Незината мајка работеше како лекар и секогаш ја учеше дека треба да се храни здраво. Незиниот татко пак работеше како пилот и високо во небото го управуваше големиот авион. Марија, додека го јадеше својот доручек, беше многу замислена. Се сврте на незината мајка и ја праша: Мамо, што ли ќе бидам кога ќе пораснам? Сакам да бидам манекенка и да ги прошетам сите модни писти во Париз. Не, ми текна. Сакам да бидам фризер, да исплетам најубави плетенки на децата. Ама пак не знам, да не ми биде здодевно, и па не сакам тоа. Сакам да бидам тенисер, да бидам славна и главна. Сакам да бидам... И па не знам што сакам да бидам кога ќе пораснам. Незината мајка само се насмевна и рече: Марија, сега треба да си играш и да се забавуваш, а за тоа ќе мислиме кога ќе пораснем. Марија ја послуша мајката и отиде во паркот да си игра со незиното другарче Петар. Тој си ги земал со себе и своите домашни миленичиња. Марија и Петар многу се забавуваа, си играа со животинчињата. Наеднаш, додека трчаа, неговото кутре си ја повреди ногата. Толку беше тажно, што и двајцата плачеа за него. Мислеа како да му помогнат и наеднаш на Марија и текна да го однесат кај најблискиот лекар. Докторот го прегледа кутрето, му стави лекче и го заврза со запе. Им кажа дека кутрето денес да се одмори, а утре ќе може повторно да се игра со вас во паркот. Марија и Петар го гушнаа силно и го однесоа во неговиот дом да се одмори. Марија со трчање отиде во својот дом и почна силно да вика на целиот глас: Мамо! Мамо! Ма знам што сакам да бидам кога ќе пораснам. Ќе бидам доктор како тебе, ама јас ќе бидам доктор за живот. Ја гушна својата мајка и двете убаво се насмеа. Ви се допадна приказната? Ајде сега малку да видам дали нешто сте научили од оваа убава приказна. Ајде да погодуваме заедно. На првата сликичка, чичкото што има ситро, како се вика? Морнар, браво. На втората сликичка, тетката која што користи ножички, која што користи чешел и фен, како се вика? Фризерка, браво. На третата сликичка, во десниот агол горе, имаме личност која што ни прави диши, која што ни мери температура, која што ни става понекогаш инекции. Како се вика? Доктор, браво. Имате туку уште 3 сликички за одредени професии кои што треба сами да ги погодувате со мама и со тато. Ајде потоа, со некој моливче или пинкалце, да ги поврзаме професиите.
И на крај ќе си одберете вие дали со крива, права или цикцак линија треба да стигнеме до одредената професија. Например, во првото правоаголниче можеме со цикцак линија да стигнеме до сликарот, потоа со права линија да стигнеме до куверот, па со крива линија да стигнеме до докторот и така натаму. Се надевам дека денес убаво се забавувавме. Се гледаме во следна прилика со нова приказна, а до тогаш да размислите убаво што ли на вистина сакате да бидете кога ќе пораснете големи. Чао, дечиња!